Спин и контраспин, или како да не ве манипулираат. Кога имате чувство дека ви се наметнува некоја вистина, но сепак како да недостасува еден дел за таа да биде веродостојна, големи се шансите дека се работи за спин. Но што е тоа спин? Спинот е манипулација. Бидејќи неговата употреба е поврзана со односите со јавност, може да се дефинира како манипулативна техника во односите со јавноста. Поедноставно речено, спинот е пропаганда. Спинерот ја извртува вистината. Извртената вистина сака да ја наметне како апсолутна. Така е дефиниран и во прирачникот за медиумска писменост и критичко мислење, изработен во рамки на проектот Критик. Што е разликата помеѓу вистина, спин и лажна вест или дезинформација? Спинерот секогаш спинува врз основа на некоја вистина, но не ги кажува или ги извртува другите елементи. Еве неколку практични примери. Сите луѓе се смртни. Вистина. Сите луѓе се смртни, но ако ме слушате мене, ќе живеете вечно. Лага. Сите луѓе се смртни, затоа нема потреба да се вакцинирате. Спин. Коронавирусот е вирус од фамилијата вируси, како што е грипот. Вистина. Коронавирусот е смислена лага, за да се исплашат луѓето и да се управува полесно со населението. Лага. Коронавирусот и вирусот на грип се од иста фамилија, но коронавирусот предизвикува малку потешка клиничка слика. Затоа нема потреба од маски, карантини и слични рестрикции кои се претерани. Спин. Контраспин или како против спинот. Како да се борите против спинот? Одговорот подразбира две основни постапки. Првата е откривање или детекција. Втората постапка е анализа на спинот и спротивставување на извртената вистина која претходно сме ја откриле или детектирале. При анализата се наведуваат контрааргументите кои докажуваат дека спинерот ја извртел вистината. Бројките или графичкото анализирање се најефектни, како и директни изјави на експерти од својата област, особено ако се пренесат во видео форма. Може да спинува кој сака, но низ историјата се потврдило дека најголема група на луѓе или професија која се користи со спинот се политичарите и политиката. Затоа, кога некој фактор ве убедува вас и јавноста во нешто, секогаш прашајте се дали тука има спин или ја говорат вистината.